Вистина е дека Европската унија сериозно го засилува своето присуство на Арктикот преку предлог за удвојување на финансиската поддршка за Гренланд. Новиот пакет, кој треба да стартува во 2028 година, предвидува 530 милиони евра за 7 години, речиси двојно повеќе од тековната поддршка. Средствата ќе бидат насочени кон економски развој, инфраструктура, образование и соработка во критични сектори како енергетика и дигитализација. Вистина е дека Гренланд станува се поважен играч во европските стратешки планови. Унијата веќе има инвестирано во проекти за критични суровини, а доделувањето на долгорочна концесија за молибденски рудник дополнително ја зголемува важноста на островот. Дополнително, важечкиот договор за рибарство до 2030 година носи уште 17,3 милиони евра годишно, со што ја устанува втор најголем финансиер на гренландскиот буџет, веднаш зад Данска. Вистина е дека зад зголемената финансиска поддршка се крие и политичка порака. Гренланд останува дел од европското семејство, како што изјави еврокомесарот Меккрат. Овој потек доаѓа во време кога други глобални сили, како САД, покажуваат зголемен интерес за Арктикот. Предлогот допрва ќе се разгледува од страна на Советот и Европскиот парламент. Но веќе сега е јасно дека ја го гледа Гренланд како клучен партнер во новата арктичка стратегија. Вистина е дека овој зголемен финансиски пакет нема само економска, туку и безбедносна димензија. Арктикот станува се поактивна геополитичка зона, каде што конкуренцијата меѓу големите сили е се пожестока. Во тој контекст, ЕУ сака да ја зацврсти својата позиција и да обезбеди стабилност и влијание преку инвестирање во Гренланд како стратешка точка. Вистина е дека со оваа поддршка ќе се отвораат нови можности за локалните заедници во Гренланд. Парите ќе се користат за развој на образовни програми и инфраструктурни проекти, кои ќе придонесат за подобар стандард на живот и ќе им овозможат на жителите повеќе шанси за работа и учество во економијата на островот. Вистина е дека предлогот на Европската комисија ќе треба да помине низ сложени преговори во Советот и Европскиот парламент, што може да потрае и до 2 години. Сепак, веќе сега е јасно дека со овој чекор, Брисел испраќа силна порака дека Арктикот е нов фронт во глобалната политика и дека Гренланд е клучен дел од оваа европска стратегија.